Цела траса е промашена на патот Охрид-Кичево, проектот и она што е вистинската траса. Дојдоа на власт со тези дека капиталниот проект автопат од Кичево до Охрид е промашен и советувања дека ќе ги поправат грешките и патот ќе биде готов. Поминаа безмалку 7 години, но автопатот не само што не е направен, туку сега на крајот од вториот мандат проектот повторно се прогласи за промашен. Ке се бара ревизија, одговорност и можно раскинување. Треба да се направи, како што кажав, ревизија и врз основа на неа да се донесе одлука како да се продолжи, а една од опциите е секако и раскинување на тој договор. Но која е вистината за капиталното здание кое досега чини безмалку 600 милиони евра и една загубена деценија? Дилемите се оправдани ако се знае дека 7 години власта на СДСМ и ДУИ зборуваше дека автопатот во должина од 57 километри ќе почне да се гради со засилено темпо, со образложение дека трасата била промашена и требало ново проектирање и плюс пари. 3 години проектот беше и целосно стопиран, а потоа се тврдеше дека грешките се исправени, дека на терен се работело. Очекуваме овој автопат со целосната инфраструктура, со 9 клучки, автопат како што личи во секоја нормална држава да биде завршен до крајот на 2021 година. Ние градиме со план, не градиме на збор. Она што го зборуваше Шекеринска една година предходно го демантираше ресорниот министер за транспорт и врски, кој призна дека трасата не била сгрешена. Што тогаш исправаше владата? Да, се согласувам дека не била промашена трасата. Можеби тоа е терминологија која што се употребуваше не од СДСМ. Но и третиот рок дека автопатот ќе биде готов до крај на 2021 се промаши. Ветувањата се префрлија за 2022, кога требаше да се пуштат првите 20 километри за да финишираат со 2024 како краен рок за целиот автопат. Премиерот Димитар Ковачевски оваа одговорност му ја даде на министерот за транспорт и врски и му порача дека нема изговори. Одговорен патот да биде готов во јануари 2024 година си ти како министер за транспорт и врски. И затоа Благој, еве го тука, стани Благој да те видат сите, дајте му поддршка, затоа што јануари 2024 година по тој пат мора да се вози со автомобили од Кичево до Охрид. Ама изгледа и Бочварски и Ковачевски заборавија што ветија. Па така пред 2 дена најавија ревизија на договорот со кинеската компанија Синохидро, но и можно раскинување. Како одеднаш она што беше поправено и требаше да се пушти во употреба за некој месец, стана повторно проблем. Од власта не кажуваат. Сега повторно се зборува за намерни грешки во проектирањето и оваа тема прв ја начнува првиот заменик на Ковачевски, кој случајно или не е координатор на проектот за изградба на коридорите. Ако треба нека се прекине, нека се даде на луѓе кои што знаат да го направат патот и нека се изградат автопатиштата. Автопатската делница Охрид-Кичево од предвидените 374 милиони достигна 598 милиони евра. Изградбата на автопатот почна во февруари 2014 година и после неколкуте анекси и продолжување на роковите требаше да биде целосно завршен до крајот на оваа година.